Со измени во Законот за финансиски друштва, државата ќе ги спречува компаниите за брзи кредити енормно да заработуваат на грбот на граѓаните, најавува министерката за финансии Кочовска. За една година има на 200.000 договори, вредни 133 милиони евра. Од нив 114 милиони евра се кредити на физичките лица, а останатите скоро 20 милиони евра на фирмите. Измените ќе бидат во насока да не може провизиите и каматите да го надминуваат вкупниот износ на кредитот, вели министерката за финансии на брифинг со новинарите. Ако долгот е 20.000 денари, максималниот износ кој треба да го вратат е 30.000 денари. Но има ситуации кои се надвор од таа рамка. Имаме издадено опомени, прекршочни пријави, но не сме одзеле лиценца, бидејќи многу лица се задолжени, а тие друштва им наплаќале повеќе пари на граѓаните и треба да им ги вратат. Промени во даночната политика од следната година нема да има, но најавени се законски измени во неколку области. Премиерот Мицкоски веќе најави дел од новините кои ќе стартуваат до година. Ги охрабруваме општините да продолжат со ној проект, да речеме парцелизација за млади брачни парови, 1 евро и ослободување на комунали. Ние како влада ќе почнеме да го имплементираме поврат на даноци за мајките за прво, второ, трето плюс родено дете и така натаму. За редовно сервисирање на обврските следната година ќе треба да се задолжиме на надворешниот пазар 1,3 милиарди евра. Министерката Кочовска размислува да се издаде евроврзница поделена во два дела, од по 500 милиони евра, од кои првиот дел би бил со помала рочност за да се постигне пониска камата, а вториот со поголем рок на отплата. Истата би се издала во првиот квартал следната година. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.